Јас во кризата на срам и неказнивост, вашите соопштенија ги читав заменувајќи ја државата или Македонија со партијата, и така имаа смисла. За жал, и вашите настапи денес само така имаат смисла. Оваа амбиција и дрскост да зборувате во името на Македонија, вие можете да зборувате во името на своите гласачи, не можете да зборувате во името на мнозинството па уште, а што ние не сме народов дека на другава страна што седиме. Значи, ма немој. Вие ќе бидете тој судија што ќе кажува кој е народот, кој не е народот. Партијата не е народот. Вие треба секој сабајле по 10 пати. Партијата не е народот. Државата не е партијата. Македонија не е партијата. Едно слепило има. Ние ќе ве чекаме во 21 век. Ќе ве чекаме, ќе бидеме трпеливи, ќе дадеме се од себе и од вас да направиме пријатели за важните национални интереси. Ако веќе од други држави правиме пријатели, да пробаме и од вас, ама ќе треба да дојдете во 21 век. Значи, од 96-та до денес правам се што мислам дека е добро за мојата држава и за народ. Тоа е таа константа која што некој ја спомна, мислам дека Фрсина ја спомна. И спремен сум да разговарам за сите тие ставови. Толку ви е личен нападот, толку е прљаво, не знам дали воопшто се вмешувам веќе во дискусии. Ако продолжите, уште моето семејство, ги читате вие колумните на Димитар, читате договор против државата, за лидерот што заборави, што го изгуби компасот. Ке ве чекаме во 21 век. А за избори, пак е партиски интерес. Благодарам. Од и сега ни се отвори шансата. И во јуни треба да ги почнеме преговорите. Благодарам. Инаку избори кога сакате. Да видиме народ дали сака во 21 век или во 19 век.